Вредноста на синдикалната минимална кошница за декември изнесува 65.492 денари, што е зголемување од 319 денари во однос на ноември, соопшти Сојузот на синдикати на Македонија. Доколку семејството живее во изнајмен стан од 60 квадратни метри, вкупните месечни трошоци достигнуваат 80.867 денари. Најмногу средства се потребни за храна и пијалаци, 23.640 денари. Во меѓувреме, владата најави дека од 1 јануари ќе почне да пресметува и просечна потрошувачка кошница за 4-члено семејство. Повеќе од 25% од брутофиналната потрошувачка на енергија во Европската унија лани потекнувала од обновливи извори, што е раст од 0,7% поени во однос на 2023 година, покажуваат податоците на Евростат. И покрај напредокот, Европската унија е далеку од целта за 2030 година од 42,5%. Во Македонија, уделот на обновливите извори во вкупната потрошувачка на енергија изнесувал 21,8%, што е зголемување од 1,6%. Истовремено, 40% од потрошената електрична енергија лани била произведена од обновливи извори, што е значителен раст во однос на 2023 година и продолжување на долгорочниот тренд на зголемување на зелената енергија во земјава. Македонски навигации успешно ги заврши преостанатите градежни активности за целосна демонтажа на стариот радар на меѓународниот аеродром Скопје. Работите се одвивале во услови на магла и намалена видливост, без никакво влијание врз одвивањето на воздушниот сообраќај. Со ова е заокружен процесот на отстранување на неупотребливиот радар, што представува предуслов за инсталација на нов, модерен радарски систем. Од Македонски навигации порачуваат дека остануваат посветени на безбедноста и непречениот воздушен сообраќај. По неколкудневните блокади и протести, земјоделците во Грција одлучија привремено да ги отворат граничните премини за време на божикните и новогодишните празници. Со ова ќе се овозможи непречен проток на патници и стока, што е од особено значење поради зголемената празнична фреквенција. Грчките медиуми пренесуваат дека блокадите се паузираат за да не се создаваат дополнителни проблеми, но протестите не се целосно откажани и можно е да продолжат по празниците доколку барањата на земјоделците не бидат исполнети. Се очекува нормализирање на сообраќајот на граничните премини меѓу Македонија и Грција. Албанската влада ќе укине забраната за социјалната мрежа TikTok, најави премиерот Еди Рама. Одлуката, како што изјави тој, е донесена по консултации и анализа на влијанието на платформата врз јавноста и дигиталната комуникација. Рама посочи дека реакциите од граѓаните и бизнис заедницата укажале на значајната улога на TikTok во информирањето, образованието и дигиталната економија, особено кај младите. Укинувањето на забраната ќе оди заедно со нови правила за заштита на приватноста и безбедноста на корисниците, а деталите ќе бидат објавени во наредните недели. Речиси 756.000 пензионери во Германија на крајот на септември примале социјална помош за покривање на основните трошоци за живот, што е највисоко ниво досега, покажуваат податоците на Федералниот завод за статистика. Станува збор за лица чии приходи не се доволни за животните трошоци, кои се пресметуваат индивидуално, најчесто според трошоците за домување. Во споредба со лани, бројот на корисници е зголемен за околу 25.000. Политичарите и експертите предупредуваат дека растот на кириите и недоволните пензии ја продлабочуваат сиромаштијата кај постарите и дека без реформи, проблемот ќе се влошува. Соединетите Американски држави и Украина одржаа 3-дневни разговори во Флорида за можностите за завршување на војната во Украина, со и без учество на европски представници. Како што соопшти американскиот пратеник Стив Витков и украинскиот преговарач Рустем Умеров, дискусиите биле фокусирани на безбедносни гаранции и планови за економско закрепнување на Украина. Паралелно, во Мајами се одржале и разговори меѓу американски и руски представници, кои Москва ги оцени како конструктивни. И покрај интензивната дипломатија, засега нема информации за конкретен напредок во преговорите. Председателот на САД, Доналд Трамп, го именуваше гувернерот на Луизијана, Џеф Ландри, за специјален американски пратеник за Гренланд, територија која Трамп ја смета за клучна за националната безбедност на САД. Тој изјави дека Гренланд има стратешко значење и не ја исклучи можноста за преземање контрола, иако Данска, членка на НАТО, јасно порача дека островот не е на продажба. Именувањето предизвика реакции во Европа, додека Русија и повеќе европски земји се спротивставија на американските аспирации. Засега, од Копенхаген нема официјален коментар за одлуката. Најмалку 16 лица го загубија животот кога патнички автобус се преврте на индонезискиот остров Јава, соопштија локалните власти. Несреќата се случила кога возачот, кој превезувал 34 патници од Џакарта кон Јогјакарта, изгубил контрола, удрил во бетонска ограда и автобусот се превртел кај патарината Карпјак во близина на Семеранг. 6 лица починале на самото место, а уште 10 подоцна во болница.
18 патници се повредени, од кои 5 се во критична состојба. Очевидци изјавија дека автобусот се движел со голема брзина.